Три докази од честниот Куран дека друг пратеник може да дојде после честниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. За ова ќе треба да го погледнеме честниот Куран и можете да ја земете вашата копија или можете да го отворите на вашиот телефон. Првиот доказ всушност се неколку ајети. Првиот доказ е првата сура на честниот Куран, сура Ал-Фатиха, ајет 6 и 7, во кој Семокниот Аллах вели: "Упати не на вистинскиот пат, по патот на оние на кои им даде благослови." Кои се овие благослови? Аллах ги објаснил овие благослови во сура 4, ајет 70, каде што Аллах вели: "И кој ќе се покори на Аллах и на овој пратеник, тој ќе биде со оние на кои Аллах им ги дал своите благослови, меѓу пратениците, меѓу искрените, меѓу мачениците и меѓу добрите луѓе." Аллах ве направил да бидете меѓу оние на кои тој им ги испратил своите благослови, па следствено мора да го почитувате Аллах и неговиот пратеник. А кои се вашите благослови? Меѓу овие благослови е и пратеништвото. Значи, овој ајет сугерира дека Аллах се уште може да испрати пратеник. Вториот ајет вели дека пратеник се уште може да биде испратен и после честниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. За ова пишува во сура 7 Ал-Араф, ајет 36, каде што Аллах вели: "О деца Адамови, ако ви дојдат гласници од вашите редови." Тука Аллах го користи зборот јатијананкум, кој се користи за сегашно и идно време и ни сугерира дека пратеник може да дојде и почесниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. И конечно, последниот доказ дека пратеник може да дојде почесниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ве селем пишува во сура 22 Ал-Хадж, ајет 76. Што вели Аллах тука? Аллах вели: "Го знае и она што е пред нив и она што е зад нив." Тука Аллах го користи зборот јастафи. Тој збор се користи за сегашно и идно време. Овој ајет докажува дека пратеник може да дојде почесниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Овие се три докази од честниот Куран дека пратеник може да дојде и почесниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ве селем.